студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Дали серијски убиец се крие зад убиствата на жени во Старо Нагоричане? Ударил главата и ме загушу прво да не викам. И ударил Челопек. Ја не може да станам. Росанка од Челопек се спасила во последен момент. Обвинителството го истражува минатото на 25 годишникот кој беше приведен за убиството на 78 годишна жена. 6 мина осомничени за илегалниот транспорт на марихуана во Србија. Обвинителството ги откри деталите за случајот. Власта бара време за резултати од дипломатската офанзива. Опозицијата тврди дека извештајот на Вајц ги потврдил нивните изјави. Потрошувачката кошничка поскапа за 969 денари, пресмета синдикатот. Според државната статистика, просечната плата пораснала за 928 денари. Специјалистите во здравството ќе можат да работат до 70 години, ако се потребни на системот. Ќе добиваат и плата и пензија. Министерството со нови законски измени. Братот на британскиот крал на слобода, но истрагата продолжува. А во овие вести во живо се вклучуваме од Старо Нагоричане со детали и потресни сведоштва за осомничениот за серијски убиец. Останете со нас. Дали серијски убиец се крие зад убиствата на неколку жени во Старо Нагоричане? Ова го истражува јавното обвинителство по приведувањето на 25 годишник кој директно беше поврзан со свирепото убиство на 78 годишна жена. Дека има многу слични случаи, потврдува и локалното население. На терен денеска е колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо во овие вести. Зоран, денот го помина во општината Старо Нагоричане, од она што можам да го видам, во моментов се наоѓаш во селото Челопек. Какви информации успеа да обезбедиш во оваа општина поврзани со овој случај? Да, Иван, екипата на Сител се наоѓа овде во селото Челопек во општина Старо Нагоричане, каде што во претходниот период беше пронајдено безживотно тело на 78 годишна жена, за која постои сомнеш дека е убиена од страна на 25 годишен жител на селото Драгоманце, исто така од општина Старо Нагоричане. Меѓутоа, дека најверојатно таа не била единствената жртва на овој 25 годишник, сведочат и самите жители. Имав можност да разговарам, успеав да пронедам една од жртвите на 25 годишникот, за кој се сомневаат дека најверојатно тој е сторител и на убиството. 85 годишна жена која што живее во стариот дел од селото Челопек, која што се наоѓа на околу 500 метри над главниот пат, пред камерата на Сител сведочеше за денот 9 февруари, односно минатиот понеделник, околу 14 часот, како што вели бабата Росанка, додека седела во својот дом, влегло машко непознато лице, се нафрлила на неа и почнала да ја тепа. Се обидел и да ја задави, меѓутоа, како што тврди пред камерата на Сител, и таа се борела со насилникот. По одредено време тој заминал, а таа останала жива. Како што вели, била удрена неколку пати по лицето, насилникот со рацете ја фаќала по телото, најверојатно се обидувала да пронајде пари. Имаме нејзина изјава да ја погледнеме. Ке биња ми била туја на кревет. Он ке биња па на главу ми ги стави. И ја викам, кој е вој, што ми туја не збори ништо, а тури ми и почнав дека овде да удара у овој удара у главата и ме загушу прво да не викам. И ударил Челопек. Ја не може да стану. Никако ни да повикну. Немам кога да викам. Немам. И ја дојдо у малу душу и викам, Боже, каква будала е вај, 85 години имам, да доја да ме силуе. Колко сат време што ме чија. И тропна нешто надвор. Дали телефон му падна, дали нешто е тропнало. Он преко врата, сага цупатер-путер. Пари дали бараше?
Па Меша оди, али не вика дај ми паре, или куде се ти глас да му чуеш. Да, Зоран, навистина потресно сведоштво, се уште се забележуваат модриците на рацете од ова извршено насилство врз жителката на селото Челопек во општината Старо Нагоричане. Успеали да разговараш со некој од нејзиното семејство? Дали знаат кој е тој кој што го направил ова, го поврзуваат, може ли да го поврзат со останатите случаи? Да, претепаната баба ја пронашола нејзиниот син со кој заедно живеат во селото Челопек. Тој и неговите пријатели тврдат дека лицето кое што моментално е под истрага за сторено убиство е најверојатно сторител и на нападот на оваа баба која што претходно можевме да слушнеме што доживеала минатиот понеделник. Нејзиниот син тврди дека 25 годишникот бил забележан во близина на нивната куќа токму на денот кога се случил и нападот врз оваа 85 годишна баба од селото Челопек. Имаме изјава да ја погледнеме. Тоа имаме сознание дека е тај дечко е виден, другар ми га видеа влеку, близина на наша куќа вдека, на 50 метра, со точек. Ама не најдемо ни трагиот точак, ни точак. И после е виден доле на пат со точак, кај се вози негде 20 до 3. Понатаму, таа жена е убиена, ама утрета е најдена во нјојну куќу. Исто тоа е по Челопек. Што ќе каже истрага, не знам. Рековте дека ваш другар го видел машко лице со точак кое што се наоѓало тука, дали може би го препознал, знаете ли за кое лице? Го знае. Он е у Драгоманце, тој е, татко му га е, мајка му га е довела, па тој седи, тој си живи. Он е доведен на 5 години, сега има 25-20 години тој. Дали знаете дека претходно може би е проблематичен, што знаете за него? Па имаше на 2-3 места, има видење, куде иде, куде куќа, прикрива се на камера, има, куде доди и гледаја, има тамо исто, кај викендици, Челопек, жена исто задавена, загушена и убиена. Има девојче едно у Старо Нагоричано, тука недалеко од нас, убиено е. Да, токму поради овие причини што и самите жители на селото Челопек и Старо Нагоричане се сомневаат дека 25 годишникот е можен сторител на повеќе кривични дела. Во текот на вчерашниот ден и од бабата која што била нападната минатиот понеделник, полицијата земала ДНК за да споредува дали можеби станува збор за истиот нападач. Веќе од јавното обвинителство велат дека се испитуваат и други кривични дела односно убиства кои што се случиле на територијата на општина Старо Нагоричане. Па така во нивното соопштение наведуваат дека заради сличности во однос на изборот на жртвата и суровиот начин на извршување на делото се испитува дали и во тие случаи станува збор за убиства извршени од истиот сторител. За една од потенцијалните жртви вчера беше наредена ексхумација и обдукција од телото на почината жена, се подигнати траги и ДНК кои се вештачат, се наведува во известувањето од јавното обвинителство. Зоран, еве слушнавме во информацијата од јавното обвинителство, велат дека веќе е направена ексхумација и обдукција врз една од жртвите која што се поврзува со овој случај. Што велат од судската медицина? Ќе биде ли тешко да се направи поврзувањето на извршителот на овие дела? Да, од судска медицина велат дека се уште се истражуваат остатоците кои што во текот на вчерашниот ден биле подигнати од жена која според жителите на Старо Нагоричане живеела токму во Старо Нагоричане, а пред подолг период била почината. Имаме изјава од судска медицина, да ја слушнеме. Телото што е ексхумирано е веќе повеќе од 1 месец погребано. И затоа е најдобро секогаш да се работи обдукција веднаш после починувањето на одредено лице. Колку ќе
помине поголем период од смртта до обдукцијата, толку и шансите се помали. Меѓутоа, јас сум се надевам дека ќе најдеме траги, каде што би го поврзале сторителот на делото со жртвата и ќе му овозможиме на обвинителството да направи квалитетна истрага. Обдукцијата е завршена, но се чекаат резултати од ДНК анализите. Ќе видиме, тоа ќе потрае, бидејќи се работи за лабораториска метода, тоа е процес, не зависи само од човекот, од човечки фактор. Меѓутоа ќе видиме, сигурно би требало за 2 недели максимум да имаме некои резултати. Да, како што слушнавме, веќе се истражува дали веќе приведениот 25 годишен жител на Драгоманце во општина Старо Нагоричане може да се смета за серијски убиец. Се разбира дека по прибирање на сите докази, односно проверката на неговата ДНК, проверката од бабата која што во текот на минатиот понеделник била нападната, меѓутоа и на жртвата која што во текот на вчерашниот ден била есхумирана, па сите овие податоци и спојување ќе одговорат на прашањето дали 25 годишникот од Старо Нагоричане ќе се смета за серијски убиец. Иван? Зоран Јаневски, во живот и благодарам за овие информации. Ќе го следиме случајот секако со целосниот извештај, тоа очекуваме во Централниот дневник. По неколку неделна истрага, 6 лица се осомничени за илегалниот транспорт на марихуана во Србија. Обвинителството денеска ги откри деталите за случајот. Дрогата ја препакувале во кутии од претходно царинета стока и ја пренеле преку Табановце. Тамара Дичевска ги има деталите. За 2 недели спакувале 200 кутии полни со марихуана. Наредбата била да бидат спакувани околу 9 тони. Кутиите кои претходно биле царинети со друга роба ги испразнили и во нив ја складирале марихуаната, која од Македонија беше пренесена во Србија. Претоварот од едно возило во друго го правеле во Свети Николе и јатарот на селото Срамзалино. Оттаму со камиони приколка ја пренеле марихуаната преку граница, а полицијата во близина на Крушевац ги заплени 5 тони. Обвинителството за гонење организиран криминал отвори истрага за 6 лица за кои има докази дека се вмешани со дрогата која беше пронајдена во Србија и ги сомничи за неовластено изработување и пуштање во промет наркотична дрога. Транспортот на канабисот во Србија не бил прв и претходно на повеќе пати двајца осомничени со сопственикот на фирмата за канабис од Скопје организирале транспорт на марихуана од Македонија во Србија со товарни возила за продажба. Но за 5 тони кои беа пронајдени во близина на Крушевац, планот бил направен уште во декември. Прво осомничениот им дал насоки на своите вработени за пакување на сув цвет од канабис во вкупна количина од 8832 килограми, претходно набавен од правно лице од Струмица. Во период од околу 2 недели вработените спакувале над 200 кутии, пошто прво осомничениот им одобрил колективен одмор. На 13 јануари во пладнивните часови двајцата ортаци, едниот осомничен во Македонија, а другиот во Србија, организирале пренесување на поголема количина сув цвет од канабис со товарни и патнички возила од објектот на правното лице во Скопје до локација во атарот на Свети Николе, соопшти од обвинителството. Во исто време пак во селото Срамзалино, другите 5 мина осомничени на паркингот кај локалната црква ја претовариле царинетата стока и заминале за Свети Николе, каде ги натовариле кутиите со канабис. Потоа 5 мината преку Табановце ја напуштиле државата. На 14 јануари ја истовариле марихуаната во објект во Крушевац, кој претходно им го обезбедиле осомничените лица за кои се води истрага во Србија. Тука српската полиција ја најде нелегалната дрога. За двајцата осомничени на кои им беше определен краткотрен притвор од 48 часа, судот им го продолжи во наредните 30 дена. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Откако премиерот јавно ја дисквалификуваше од трката за државен јавен обвинител, Ленче Ристовска одговори дека ова носи ризик во јавноста да се испрати порака дека не стручноста, туку подобноста е примарна. На случувањата реагира и политичките партии. Уште пред да го добие извештајот, премиерот ја дисквалификуваше екс-обвинителката на СЕО Ленче Ристовска, која покажа амбиции да стане нов републички јавен обвинител. Дали сите се во игра, вклучително и Ленче Ристовска? Апсолутно не се сите во игра и мојот став поврзано со тоа име е апсолутно дека тоа име не е во игра. Добро, значи барем тројца има во игра, ако можам да заклучам од ова. Па еве, искатализиравме барем некаков одговор од четворица, тројца.
Кога кандидат однапред се исклучува без анализа на неговата програма и професионален пат, тоа отвора прашање за природата на критериумите што се применуваат, порача обвинителката Ристоска во писмено соопштение. Уверена сум дека избор од вакво значење мора да биде заснован на квалитет, а не на подобност. Професионалците во системот мора да знаат дека нивниот труд и стручност се единствената валута што треба да одлучува. Во спротивно ризикуваме да испратиме порака дека без разлика на компетентноста, подобноста е примарна, а тоа не е патот по кој треба да се движи едно демократско општество, напиша Ристоска во својата реакција. Во нејзина одбрана застана СДСМ. Иако Ристоска доби максимални 10 од 10 поени од Советот на јавни обвинители и позитивна оценка за својата професионалност и стручност, Мицкоски сам одлучува дека таа не е во игра, во живо на телевизија. Независен јавен обвинител не му одговара на Мицкоски затоа што не може да го контролира. Професионалец со интегритет не му се вклопува во концептот, порача од СДСМ. Ристоска да престане да лобира кај функционери од ВМРО ДПМН и реагира од владеачката партија. Ова се други времења и потребни се интегритет, професионалност, одговорност. Дури и во МАМАС, како фирма, примале лица со повисоки критериуми од критериумите кои ги практикувале при прием на кадри во СЈО. Инаку мора да сме искрени, подобноста е најсилниот атрибут и особина на Ристовска и нејзиниот неизбор е токму сигнал дека тоа овде не е пресудно, туку далеку поразлични и побитни критериуми, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. По исклучувањето на Ристовска во игра за нов републички јавен обвинител остануваат обвинителите Топалова и Сајловска и Раичевиќ, како и судијата Савески. Од овие три имиња владата треба да избере едно и да му го предложи на собранието за гласање. Александар Спасовски, Сител телевизија. Власта бара време за резултати од дипломатската офанзива. Опозицијата тврди дека извештајот на Вајц ги потврдил нивните изјави. Потрошувачката кошничка поскапа за 969 денари, пресмета синдикатот. Според државната статистика, просечната плата пораснала за 928 денари. По објавата на деталите од извештајот на известувачот за Македонија во Европскиот парламент, власта бара време за резултати од дипломатската офанзива. Опозицијата тврди дека извештајот на Вајц ги потврдил нивните изјави. Македонија ја завршува својата домашна задача. Најголем дел од реформските закони се донесени, велат од владеачката партија по извештајот на Вајц. Ставот на партијата за уставните измени е непроменет, а очекувањата се зголемената дипломатска офанзива на владата да даде резултати во следниот период. Ние домашната задача редовно си ја завршуваме и продолжуваме и понатаму да се усогласуваме со регулативите на Европската Унија. Што се однесува до уставните измени, го знаете нашиот став, тој е јасен. Дури европратеникот Томас Вајц вели дека Европската Унија мора да ја поддржува Македонија кон патот за членство во Европската Унија, така да сметам дека оваа наша дипломатска офанзива од македонската влада и ќе вроди со голем плод во иднина. Според опозицијата пак извештајот на Вајц потврда дека земјата е изолирана, реформи нема, борбата со корупцијата стагнира, а евроинтеграциите се закучени. Во документот јасно се наведува дека нема напредок во владењето на правото, правосудните реформи и борбата против корупцијата и пораката од Брисел дефинитивно е јасна, проширувањето може да се забрза, но само ако има вистински реформи и владење на правото. Она што го гледаме наместо реформи, владата намерно гледаме ка отвара и кавги со соседите, за да ја оправда изолацијата и да ги блокира преговорите и води дефинитивно анти-ЕУ кампања со обвинувања дека Европа е виновна. Слични критики во однос на реформите и уставните измени пристигнуваат и од албанската опозиција. Оно што е за нас главно како пречка во понатамошното чекорење кон Европска Унија се уставните измени за кои што се договор помеѓу нас и Европска Унија, не се веќе билатерални односи. Иако што имаше помпозни изјави за борбата против корупцијата, ние сме застанали на нула.
Премиерот Мицкоски пак вчера во телевизиско интервју за прв пат зборуваше за можни сценарии од Европската унија. Македонија во 2027 да стане членка на Унијата заедно со Украина, Црна Гора и Албанија, со право да учествува во работата на европските институции, но без право на глас. Дел од ова сценарио според Мицкоски може да биде и обврската превземена од претходната влада, Македонија да ги спроведе уставните измени. Во насока на зближување на односите Скопје-Софија, министерот Муцунски иницирал средба и со новата бугарска амбасадорка во земјава. Во телефонски разговор со Надежда Неински, Муцунски порачал дека односите помеѓу двете држави треба да се градат врз принципите на добрососедство, пријателство и конструктивна соработка. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Пропадна обидот во Македонското собрание да се расправа за резолуцијата на ДУИ за фер судење на припадниците на УЧК во Меѓународниот кривичен суд, но и без кворум, претениците отворија дебата. Пропадна обидот во Македонското собрание да се расправа за резолуцијата на ДУИ за фер судење на припадниците на УЧК од Косово. На Комисијата за надворешни работи поради отсуство на ВМРО, ДПМН и СДСМ не се обезбеди потребниот кворум. Присутни беа само пратениците од Европскиот фронт на ДУИ, од Вреди и од Левица. Колку лица се членови или заменици членови со право на глас? 3-4. Значи не се исполнети условите. Сепак дебата преку процедурални забелешки имаше. Тука нас не останува да се поврзиме со резолуциите во Албанија и Косово, бидејќи ова е многу значајна тема, многу значајна и болна тема, таму значи се суди независноста на Косово. Поддршка дадоа и од Вреди, иако не се подпишани на резолуцијата. За ДУИ тоа значило дека Вреди го жртвува Косово за коалицијата со ВМРО ДПМН. Ќе го просведочиме и со нашите гласови кога ќе биде на пленарна седница точката за резолуцијата. Значи ќе имаме 11 гласови од коалицијата влен. Би се плашите за едно толку значајно прашање, толку осетливо прашање за да се заштити дигнитетот на представниците на косовските институции, значи ви е ставено во знак прашање коалицијата со ВМРО ДПМН. Интегративците на ДУИ минатата недела во собранието поднесо резолуција со која Македонија треба да побара фер меѓународно судење за Хашим Тачи, Кадри Весели, Јакуп Красники и Реджеп Селими, сите од Косово, бидејќи според нив тие придонеле за стабилност и мир во целиот регион. Катерина Нешкова, Сител телевизија. За односите со Софија и можните последици од предвремените избори во Бугарија. Дали новиот амбасадор може да ги промени позициите? Дали членство во Европската унија без право на глас би била оправдана одлука? Во тема на денот со Илија Димовски. Потрошувачката кочничка поскапа за 969 денари, пресмета синдикатот. Според државната статистика, пак просечната плата пораснала за 928 денари. Уште една илјадарка плюс е потребна за да се истурка месецот. Синдикалната минимална кошница за февруари повторно порасна и надмина 67.000 денари. Речиси целото месечно поскапување, синдикатите го забележале кај храната и пијалоците. За 4-члено семејство, само трпезата чини најмалку 25.000 денари. Ако се спореди со ланскиот февруари, оваа ставка никогаш не била толку висока како сега. Единствено минимално поевтинување на месечно ниво, ССМ пресметале кај облеката и обувките. Ова е втор месец поред со раст на кошничката од речиси 1000 денари. За 2 месеци од почетокот на годината веќе го изеде најавеното усогласување на минималната плата која функционерите сакаат да им го дадат на работниците за 1500 денари. Токму затоа, синдикатите бараат минималец од 600 евра, а СДСМ предлага парите што власта ги планираше за нов авион да се пренасочат за минимална плата од 600 евра за сите работници. Нема повеќе оправдувања дека нема пари. Од ВМРО ДПМН вела дека се отворени за разговор за минималната плата, но одлуките мора да се носат институционално, преку економско-социјалниот совет. Во меѓувреме, државна статистика објави годишен раст на просечната плата од 7,6% и таа изнесува речиси 47.000 денари. Сега власта ќе прави математика за да ги спушти коефициентите на функционерските плати.
Според нашите информации, измените во 6 закони се веќе изготвени и во понеделник ќе бидат поднесени во собранието. Мартин Арсов, Сител телевизија. Иако требаше да се случи денеска, за следната недела е одложен изборот за прв човек на Агенцијата за електронски комуникации. На огласот се пријавиле 9 кандидати, а помеѓу фаворитите е председателот на фудбалскиот клуб Башкими, кој учествувал на претходно поништен оглас. Деталите од Наташа Мерсовска. Одложен изборот за прв човек на Агенцијата за електронски комуникации, кој ќе седне на директорската фотелја задолжена за регулација на телекомуникацијскиот пазар, ќе се знае следната недела. Од Комисијата за селекција велат дека на објавениот конкурс се пријавиле 9 кандидати. Едниот не ги исполнувал условите, а уште еден не се јавил на закажаното интервју. Во трка се 7 лица, од кои името на Армен Дестани се споменува како најсериозен кандидат, брифираат за Сител извори од комисијата. Од биографијата на Дестани може да се види дека бил председател на фудбалскиот клуб Башкими, инаку по професија е IT инженер, а работел и во владата. Токму Дестани се јавили на претходниот оглас, кој беше поништен затоа што неколку кандидати имале фалсификувани сертификати за познавање на англиски јазик. Од објавениот оглас за председателската функција, од кандидатите се бара покрај соодветното образование, да имаат најмалку 5-годишно искуство во областа на електронските комуникации и да поседуваат најмалку еден од меѓународно признатите сертификати за познавање англиски јазик, како истиот да не е постар од 5 години. Инаку Агенцијата за електронски комуникации има клучна улога во регулирање на телекомуникацијскиот пазар, обезбедување фер конкуренција и заштита на интересот на граѓаните и бизнисот. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Почнува со работа регионалниот проект Иквал за бесплатна правна помош. Имотно-правни, семени и бракоразводни проблеми, постапки за изрекување на мерки при вршење на семено насилство се само дел од барањата на граѓаните за добивање бесплатна правна помош. Бенефитите се огромни за граѓаните на Република Македонија и на сите оние кои што се вклучени во овој регионален проект, кој ќе се случува во наредните 3 години. Ова ние како Министерство за правда и досега ја обработуваме бесплатната правна помош, меѓутоа ние од огромна помош на тој начин ќе обезбедиме пристап до правдата за сите, односно еднаков пристап до правдата без разлика на нивната финансиска состојба и ќе обезбедиме правна помош и во делу на судската постапка и во делу на управната постапка. Бесплатната правна помош ќе им овозможи на ранливите категории на граѓани да добијат правен совет, подготовка на документи и застапување пред суд без финансиски товар. Ќе работиме во сите 8 плански региони на земјата со организации кои што ќе треба да обезбедат бесплатни правни услуги на луѓето со квалитетна правна помош. Од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака потенцираа дека голем дел од семејствата на лицата со попреченост не се добро упатени за остварување на постоечките права. Многу од овие семејства и самите лица не се комплетно запознаени за правата кои што постојат во нашата држава, правата кои што би можеле да ги остварат. Од друга страна немаат капацитет да се борат за своите права. Минатата 2025 година примарна правна помош користеле 5071 лица, а секундарна правна помош 258 граѓани. Инаку регионалниот проект насочен кон реформирање и напредување на системот за бесплатна правна помош ќе се реализира во наредните 3 години. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Министерството за здравство со нови законски измени предвидува специјалистите во здравството да можат да работат до 70 години. Ако се потребни на системот, ќе добиваат и плата и пензија. Специјалисти чија специјалност е дефицитарна ќе можат да работат до 70 наместо до 67 години. Во меѓувреме ќе добиваат и пензија и плата, а не како што е сега ако продолжат со работниот ангажман да имаат само еден приход. Ќе се го задржат и факсимилот, а директорот на здравствената установа ќе мора да докаже пред Министерството и фондот дека навистина има потреба од тој специјалист. Ова е една од измените на Законот за здравствена заштита. Една од целите на законот, како што знаете, е дефицитот што го имаме со специјалисти во нашата држава. Значи, со ова измена ќе може да се пополни тој дефицит кој што моментално реално се соочуваме како институција. Неодамна Министерот за здравство излезе со загрижувачки податоци дека во Македонија има само 30 патолози и 40 онколози,
а гинеколози има повеќе од потребното. Со законските измени ќе се покрие недостигот додека се создаде нов специјалистички кадар. Ќе се уредуваат и специјализациите кои нема да бидат по желба, туку по потреба. Вработувањата треба да се реализираат според рангирање, а најдобрите студенти, доколку се пријават на конкурс, веднаш да се вработат без тестирање. Александар Динев, Сител телевизија. Идните наставници ќе имаат задолжителна пракса, а тоа било и главна причина за укинување на вонредните студии. За законските измени, министерката Јаневска попладнево ќе учествува на јавна расправа на Универзитетот во Битола. Идните наставници и професори ќе мора да имаат пракса и да работат со децата уште во студентските денови. Токму тоа е главната причина зошто предлог законот за високо образование не дозволува вонредни студии на наставничките факултети. За ваква одлука пресудиле и лошите резултати кои во континуитет ги имаат македонските ученици на PISA тестирањето. За да можат да се соочат со новите методологии на предавања и комуникација со децата од 1 до 4 клас, тие мора да имаат пракса. А зошто? Затоа што ни се последни на PISA. Да се на прво место никој нема да ги дискутира наставничките факултети. Денеска продолжува јавната дебата за предлог законот кој предизвика бура реакции во јавноста. Министерката ќе ги слушне забелешките од професорите од Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски. И опозицијата, но и универзитетски професори критикуваа дека со него се нарушува автономијата на факултетите. Се фаворизираат старите професори со заострувањето на критериумите за напредување, зашто клучно ќе биде објавувањето на научни трудови во меѓународни списанија со импакт фактор, како и ревидирањето на одредени студиски програми на факултетите. Јаневска е убедена дека овие решенија ќе придонесат до повисок квалитет во високото образование. Тоа според неа ќе доведе до тоа конечно еден од универзитетите да се најде на престижните ранг листи како Шангајската, но и дека ќе ги натера средношколците, наместо во соседството образованието да го продолжат дома. Даниел Василев, Сител телевизија. Ево тема на денот вечерва за евроинтеграциите и односите со Софија ќе разговарам со поранешниот